степенот на загаденоста на езерото е 4 до 5 степен на загаденост и има интензивен процес на еутофикација. Што значи тоа? Тоа значи едноставно кажано дека езерото старее, односно дека езерото се претвара во мочуриште. При инвазивниот процес на еутофикација, алгите се размножуваат, при тоа кога се распаѓаат алгите се троши многу големо количество на кислород и се уништува животинскиот свет во езерото. Во извештајот исто така наведено дека во езерото кислород има само на површинскиот слој на езерото, а додека во длабочина 7 до 14 метри воопшто нема кислород, со што се оневозможува животот и опстанокот на животинскиот свет во самото езеро. Оваа ситуација не е сигурно од 1 или од 2 години претходно. Ова е резултат на долгогодишно загадување на езерото, како биолошки, така и фекално, како што е загадено. Исто така е нотирано дека дел од тоа загадување е и со антропогено влијание, значи големо влијание има човекот. Понатамо нотирано е дека водата во езерото не е безбедна за капење, исто така и не е безбедна за животинскиот свет. Едноставно кажано, езерото умира. Еколошкото друштво Вила Зора заедно со Сдруженијето на спортски риболовци во период јули, на крајот на јули и месец август направивме акција за чистење на овој површински слој и најмногу во Отовичкиот зарив, бидејќи со ветерот го носи во крајбрежните делови на езерото. При тоа во тој период се наполнети 4 цистерни со ваква маса, која што понатаму се однесе во биогасна централа која што се наоѓа во село Серемзалино и таму е однесена на уништување фактички. Постојат повеќе начини за да се постигне такво нешто, меѓутоа пак ќе речам, такви обемни активности не може да изврши само една институција. Во тој дел потребно да се вклучат повеќе институции кои што се засегнати и кои што имаат интерес за подобрување на состојбата на езерото. Едни од препораките кои што се во извештајот е дека треба да се изврши механичко чистење, односно багерирање на коритото на езерото. Тоа е една активност која што бара сигурно многу повеќе време, многу повеќе активности и исто така вклученост од повеќе институции. И исто така како препорака е дадено дека доколку е можно во езерото да се обезбеди свеж дотур на вода. Во периодот кога се правени испитувањата за водата, Отовичкиот залив беше скоро без вода, значи моментално езерото нема доток на свежа вода, што значи дека за тоа ќе треба да се почека или по друг период или да се обезбеди на друг начин доток на свежа вода. Езерото Младост во не толку претходно минато, значи беше едно од најпосетуваните излетнички места во Велес. Оваа година мислам дека од сите претходни години има најслаба посетеност во однос на капење, во однос на користење на риболов. Навистина е жално вакво убаво езеро да останеме, да изумре едноставно и да се претвориме во мочуриште. Се надевам дека сите апели кои што се и од невладините организации и од самите граѓани на Велес ќе допрат до вистинското место.